Вчера во Собраниската сала во локалната самоуправа на град Кавадарци се одржа манифестацијата Спортист на годината за 2017. Салата беше преполна со млади, талентирани, надежни спортисти, но и искусни спортисти, спортски работници, тренери, родители и сите оние кои што едноставно сакаат да им честитаат на најдобрите за 2017 година. На самиот почеток на манифестацијата присутните ги поздрави градоначалникот Митко Јанчев. Почитувани присутни, почитувани спортисти, јас од име на општината и како градоначалник на општина Кавадарци сакам пред се да заблагодарам за вашата определба во делот на спортот и во она што имате предонесено за спортот во општина Кавадарци да биде на едно добро ниво, на едно ниво кој што треба да го дигаме се погоре и да можеме да градиме подобри кадри. Јас во име на општината и во име на мојот мандат ќе спомнам тука пред вас спортистите дека од наредната година 2018 заедно со Сојузот на спортови при општина Кавадарци ќе се грижиме максимално да можеме да бидеме транспарентни и да вложиме што повеќе средства во делот на спортот. И сами знаете дека спортот е една гранка кај што мораме да ја развиваме и скапа гранка за одржување. Меѓутоа без неа немаме општество и немаме социјална категорија на луѓе, што значи дружба. Исто така морам да ви спомнам дека во делот на спортските рекреативни центри, поготово спортска сала Јасмин, спортскиот центар Партизан, спортското игралиште на Тиквеш и неколку рекреативни повеќе наменски патеки наредната година ќе отпочнат делумно со реновирање и со градење на нови. Така да мислам дека ќе имаме подобри услови за спортот и нашите деца или внуци се развиваат во подобро општество. Благодарам. Во продолжение беа доделени наградите на најмладите и најнадежните таленти во 2017 година, а тоа беа Лиле Миткова, кошаркарка на женскиот кошаркарски клуб Трокал, Миле Пеливанов, кошаркар на Академик, Стефан Милков, ракометар на ракометниот клуб Тиквеш јуниори, Илија Грков од карате клубот Тиквеш, Филип Костов од карате клубот Енерджи, Стефанија Грозданова од карате клубот Урбан Инвест, Мартина Бошкова од гимнастичарскиот клуб Партизан и Николче Најдовски од Академија Пандев како најмлад спортски амбасадор од нашиот град. Наградите им ги врачи минатогодишниот веќе победник, односно носител на наградата Спортист на годината за 2016 година Филип Ризов. Потоа беа доделени наградите на најдобрите јуниори за 2017 година. Нив ги додели тренерот на кошаркарскиот клуб Фени Индустри Љупче Малинков, а наградите ги добија Тодор Златев, кошаркар на Фени, Ангела Пончева, кошаркарка на Трокал, Антонио Јанев, фудбалер на Тиквеш, Мартин Димовски, ракометар на Тиквеш, Кире Богев, стрелачки клуб Кавадарци, Владанка Аврамова од карате клубот Урбан Инвест, Слободанче Костов од карате клубот Елен Еден, Игнат Петров од джудо клубот Кожувчанка, Блажен Астов од кикбокс клубот Будо, Никола Мушев од планинарското друштво Орле, Марија Вачкова, гимнастичарката од клубот за гимнастички спортови Партизан, Ангела Мицева од тенискиот клуб Црна река и Мартин Димитровски од кикбокс клубот Будо. Председавачот на Советот на град Кавадарци, господинот Ристо Сакалиев, ги додели наградите на најдобрите сениори, а за 2017 најдобри сениори се Петар Коцев, кошаркар на Фени, Ѓорѓи Мојсов, фудбалер на Тиквеш, Тони Гацев како футсал од екипата на Црна река, Кире Петров, ракометар на Тиквеш, Ѓорѓи Илов, атлетичар од атлетскиот клуб Тиквеш, Александар Волкановски од карате клубот Кавадарци, Никола Станоев од джудо клубот Кожувчанка, Павле Луковски од планинарското спортско друштво Орле, Билјана Младенов од пинпонгарскиот клуб Градба Промет, Спасе Видов од нинџицу клубот Тацуџин. За најдобар спортски риболовец беше прогласен Кире Малинков од спортското риболовно друштво Оскар, Филип Ризов е најдобар кикбоксер од кикбокс клубот Будо, а Мартин Данев од истиот клуб е најдобар ММА борец. Наградата најдобар воздухопловен моделарија доби Небојша Стошич од аероклубот Витачево. Градоначалникот Митко Јанчев ги додели оние посебни награди на најдобрите во 2017 година. Васко Витано беше прогласен за најголем спортски талент на град Кавадарци. За најдобар младенски клуб беше прогласен градскиот ракометен клуб Тиквеш 2014, он е
помлади категории кои што го освоија првото место во оваа полусезона и тоа без пораз. Најдобар спортски новинар е Мики Виденовиќ, најдобар интернационалец е Даниел Мојсов. За настан на годината беше прогласено Европското тениско првенство до 16 години во организација на тенискиот клуб Црна река. За најдобар спортски работник беше прогласен Милан Колев, најдобар тренер беше прогласен Љупчо Малинков. За најдобар спортски колектив беше прогласен карате клубот Урбан Инвест, а награда доби и Сојузот за спорт и рекреација на инвалиди, чие што екипа во голбал, тоа е фудбал за слепи лица, е екипен првак на Македонија за 2017 година. И пред се заради разликата во годините, за најдобар млад спортист за 2017 година за град Кавадарци беше прогласена Владанка Аврамова од карате клубот Урбан Инвест, а втора година поред спортист на град Кавадарци е Филип Ризов, кикбоксер од кикбокс клубот Будо. Дечкото кој освои злато на Балканското првенство, беше пети на Европското првенство, седми на Светскиот куп. И на крај беа доделени посебни благодарници пред се на амбасадорите на спортот од град Кавадарци, како што се доктор Бошко Илиев во пливањето, Петар Ангелов Диви во ракометот и младата Тијана Митрева како кошаркарка. Награда за развој популација на спелео-нуркачкиот спорт во Кавадарци доби Јован Чединев. Благодарница за најдобар активен ветеран доби Лазар Мицев од тенискиот клуб Црна река. Награда доби Меридијан Атлетик Еко Кавадарци за промоција на спортско и рекреативно трчање во градот. Тиквешките точкаджи добија награда за најмасовно здружение за спорт и рекреација во Кавадарци, а благодарница за посебен придонес во развојот на спортот во град Кавадарци се разбира му беше доделена на градоначалникот магистар Митко Јанчев.